сме овде во самиот центар на Билишта во Мала Преспа и разговараме со еден наш македонец, а тоа е Андон Калфа. Тука живам 30 години. Се со жена, со деца, знае македонски. Се чист македонец. Што да зборувам друго? Да ве прашам колку овде има македонци во Билишта и во Мала Преспа? Има 70 куќи македонци. Од кога ви е ресторанот отворен? Отворен има 9 години. Дали доаѓаат само македонци или доаѓаат и останати? Од цели нации граде туа. Така? И јас служам со све жена, со све дете и со све војна. Така. Колку сте задоволни еве овдека во Билишта, како ве прифаќаат? Многу убаво. Многу убаво одиме со албанците. Да. Дали сте биле во Македонија? Да, имам и пашак македонец. Се чист македонец. Да. Еве да поздравите некого во Македонија, ова е можност, бидејќи ова емисија ќе се гледа во Македонија. Да, јас поздравувам цели македонци што живеат во Македонија и од цел свет, од цела диаспора. Благодарам и успешна работа. Благодарам. Почитувани господин амбасадор, почитувани братја македонци, братја и сестри македонци. Дозволите ми од името на македонците кои живеат во овој крај, од името на секцијата на Друштвото на македонците кој работи во Билишта, да ви заблагодарам за посетата, вашата посета тука кај нас и за помошта. Помош која има големо значење не само од економски карактер, но на прв ред од духовен карактер. Сега ние македонците тука може да кажеме со гордост што дур сега сме имале многу проблеми и тешкоти. И тие многу бројни. А сега тие проблеми и тешкоти сме свести што ќе решиме не сами и по-рано, а со помош на Матицата на Македонија. Матицата Македонија. Дозволите ми да крена една здравица за Македонија и за цели македонци низ цел свет. И сега со гордост може да кажеме што македонското име нема никогаш да загине. Да живее Македонија! Сега разговараме со уште двајца нашинци овде. Вие сте? Димитар Гроздани, од село Врник, роден, а живеам во град Билишта, во Албанија. Колку години сте овде? Од кога сте дојдени? Јас сум дојден овде со фамилијата од 83 година, а работев тука во Билишта од 71. Бев учител на 8-годишното школо, а сега сум на пенсија. Како сте задоволни овде во Билишта? Како ве прифатија во Албанија? Ние македонците кои живееме во овој крај, секогаш имавме и имаме доразбирање со албанците кои живеат и тие овдека. Заедно соработувавме, па имаме пријатели меѓу нив, и така, нешто лошо не ме видено до сега. Да, дали политички сте активни во Сдруженијето Мала Преспа? Да, тука во Билишта постои секцијата на Сдруженијето на македонците
од Преспа. Тука има секција со околу 75 членови. И активно до сега организираме средби, па секој празник име или друг верски празник, одиме од еден кај друг и секој ден име средби со нашите македонци. Благодарам, а сега одиме со вториот соговорник, вие сте? Памбовски Лабро. Од кога сте во Мала Преспа? Јас сум роден во село Врвник и сум од 1973 овде како гражданин на градот Билиште. Да. Со семејството сте? Со све семејство. Семејството ми е ено жената, Надежда се вика, дето Ванџел и ќерка ми е Мита. Како сте задоволни од прифатеноста овде? Па, до сега убаво. Се да видиме кај ќе оди нататък. А што работите инаку? Со што се занимавате? Јас им завршено политехничко школе до време пред 95 работев на машино-тракторната станција овде во градот Билишта и на цело околје Деволта. Па сега сум така работам на приватно, така име сервис, механички сервис за автомобили. А дали сакате да дојдете во Македонија во посета? Да, сакам и сум бил во Македонија, ќерка ми е на школа на факултет за стоматолошка. И таму им свршена. Ви честитам и еве упатете поздрави некој до нашите во Македонија. Па јас им братученди во Македонија. Имам многу, но и честитам на старите Чолаков Лабро и Тина Чолакова, на Ралеви, на Јануда Ралева, со све својо сопруг Тимјо и неговите деца. Истото и на моите сватови од Делцево. Се најубаво. Ала, благодарам. Сега малку да го чуеме понежниот пол во оваа емисија. Разговараме со сопругата на кого? На Андон Калфа. Како се викате? Ермира Калфа е виќе. Ермира Калфа. Елмира е албанка? Да, албанка си од Билиша. Како бракот тече меѓу македонец и албанка? Многу убаво. Многу убаво. Многу. Добро се слагате? Многу убаво, многу добра. Да чуеме од неа? Преведете. Çfarë mund të thuash si kaloni me maqedoncit? Me maqedoncit jam shumë e kënaqur. Më pëlqyen shumë pajmora dhe unë maqedonsin. Dhe me ju kam ngelur shumë e kënaqur. Me ju falemderit shumë për vizitën që na bët dhe për respektin që keni për ne dhe ju dhe ne për juve. Mnogo убаво поминувам со македонците. Што имам зено македонец и се радвам многу. И со ова што идете овде, многу се благодари. Да, дали сака да дојде со вас заедно во Македонија да ја види? Да, е дојдено и во Македонија, снодени Охрид, о Струга, Светинаум, по све, о Скопје, им занесено. Може поздрав да упати сега? Мund të dërgosh përshëndetje. Diskutohet, ju dërgoj përshëndetjet e mia për gjithë ju maqedonësit nga ne shqiptarët dhe duam që dhe ne të uarim ju në kulturë, në të gjitha drejtimet dhe ne të rim këmbëmi. И радио телевизија Кавадарци. Жената вели што благодарам на цели македонци што живеат во Македонија и цел свет. Благодарам. И благодарам и на телевизија Кавадарци.